На половина плата паднаа вработените во текстилната и кожарската индустрија во однос на просечната во државата. Катастрофата во овие гранки ја потврди Државниот завод за статистика со последната пресметка каде стои. Просечните плати во кожарството за јануари се 10.314, а во текстилството 11.651 денар. Оваа лоша вест е придружена со уште една, а таа е дека платите паѓаат и се помали од ланските. Што се случува во овие сектори? Единствено е тоа што во последно време меѓусезонните траат многу подолго и нашите конфекции остануваат без работа во тој период. Значи кога станува замена на летна со зимска сезона и обратно. Заедно со кожарите и текстилците, сиромаштијата ја делат и одгледувачите на риба со неполни 11 и вработените во дрвната индустрија со плата од околу 13.000 денари. Паралелно за истиот месец, просечната исплатена месечна нето плата во државата е 21.828 денари. Не е во ред, затоа што не може да се слезе на крај со тие пари. Тоа е многу малку. Двајцата со фамилија со таа плата па е малку. Не е нормално, ама не сум устане да изменам. Не е во ред, но што треба да се направи за подобри плати на овие работници? Па евентуално може да се голем продуктивноста преку наднока на посовремени машини и опрема, значи со поголема автоматизација, но тоа пак е ограничено. Значи секогаш кога платата расте за поголем износ, тоа доведува до селење на овие гранки во државите кои имаат многу пониски плати. Од друга страна, шампиони по примања се вработените во фармацевската индустрија со 40.853 денари. Што ова значи за стандардот во источниот регион е јасно, зашто овде има околу 11.000 вработени во текстилната и над 2.000 во кожарската индустрија, што е речиси 30% од вкупниот број на вработени.